Побројните критики од судските и јавно-обвинителски службеници дека новите реформски предлог закони за нивната служба не ги исполнуваат основните барања, особено во делот на растот на платите и регулирање на нивната работна положба. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека ги разбира нивните дилеми и порача да се разгледаат решенија во област на финансирањето. Државниот јавен обвинител кој што посочи дека гледа излезни решенија во поглед на финансирањето и јас мислам дека треба да му веруваме. Останувам дека во право се сите во судството и во останатите институции, правосудни институции, дека без финансиски средства не може да се има и независно судство и не само тоа, туку и ефикасно и ефективно судство. Денеска во собранието продолжи амандманската расправа со поднесени 105 амандмани за судската и 27 за јавно-обвинителската служба. Од опозицијата побараа посериозно разгледување на амандманите и предупредија дека има опасност овие два реформски закони да не ги задоволуваат европските стандарди, пошто би биле повторно вратени на доработка. Министерот за правда Игор Филков пак со кратки образложенија одби поголем дел од амандманите. Сметаме дека и тоа како е опасно вакви правилници во судската власт да зависат од дискреционото право на представник од извршната власт. Меѓу другото, она што е спорно што повторно имаме се поставува една директна зависност и од Министерството за финансии, така да ние може да имаме опасни преседани каде Министерството за финансии директно ќе одлучува за вработување и за издвојување на средства за судската власт. Не е доволно само да ни кажете дека сте против. Потребно е да ни кажете како вие овој реформски закон го усогласувате со барањата на Европската Унија. Како овие мерки ги спроведувате. Значи, мораме да добиеме повеќе информации, не само сила, не само ваше негирање, не се прифаќа и тоа да биде единствениот аргумент. Амандманот не се прифаќа, членот 2 од предлог законот за судска служба е усогласен со мислењето даден од Министерство за јавна администрација. По добиените критики на минатата јавна расправа во собранието, од ресорното министерство посочија дека токму поради рокот од реформската агенда кој истекува месецов побрзале со предлог законите. Инаку, преку овие два реформски закони, Брисел налага да се регулираат платите на судиите, обвинителите, како и на судската и обвинителската служба.